Во 2017 најавивме, а веќе во 2018 година владата на СДСМ обезбеди бенефициран стаж на рударите. Рударите, луѓето со најтешката и најпочитуваната професија, заслужуваат уште повеќе. Трудот ќе биде испочитуван, зашто благодарение на рударите расте македонската економија, се развива македонска каменица, а семејствата имаат пристоен живот. Социјалдемократите го ценат трудот на работникот. Секогаш сме биле први во заштита на работничките права и во обезбедување на социјална правда, затоа што човечкиот капитал е највреден. Тука сме во местноста Двабреста во Тетово, пред споменикот на Илјо Антевски Смок, народниот херој од Втората светска војна, да се состанеме со група на представници на бранителите од 2001 година. Ги слушнавме нивните маки и барања и ние како левица ќе ги пласираме во институциите каде може да се решат нивните проблеми. Јас ова денеска што го слушнав од бранителите, искрено да ви кажам, сум фрапиран на кое ниво се оставени од државата. Да го направиме машиот живот многу подобар него што е денес. Ќе се бориме да се донесе закон минималната пензија да биде во висина на минималната плата. Поточно кажано, со самото зголемување на минималната плата да се зголемува минималната пензија. Друга многу важна работа е ќе донесеме закон да се формира државна фирма која ќе се грижи за вашето здраве. Не само лекари и медицински сестри да ве посетуваат дома, туку да имаме ние луѓе од оваа фирма кои што ќе доаѓаат и ќе бидат подолго време со вас. Движењето Знам за наша Македонија е олицетворение на непоколебливи вредности и принципи. Нашето мото, зборот е збор, го нагласува нашиот цврст став дека за одредени прашања компромисите не се опција. Ние сме посветени на праведност за сите граѓани, решителна борба против корупција и организираниот криминал. Во изминатите 30 години требаше да се направи стабилна основа за нашите поколенија, ние да го живееме животот достоинствено и гордо, а што оставија предходните власти позади себе. Деца кои веќе не се во Македонија. Постојат начини да се стимулираат деца, например, во Америка има, например, часови по читање, loud reading loud, да се натераат насила, бидејќи нашите деца написа тестовите покажа дека не знаат да читаат, односно не знаат да ја разберат прочитаната содржина, имаат проблем со читање, со кодираниот јазик и пишан јазик, тој треба да го претворат во мисла. Новите деца тоа тешко го прават, затоа треба кон нив да се пристапи со мешан медиум и со пишан хард копија на книга и со дигитален. Мора да им се овозможи медиум мешан. До сите апелирам да бидеме свесни дека постојат млади роми кои што нели се потенцијални лица, имаат капацитет да одговорат на сите потреби и сите работни места. Имаме доста учени кадар, имаме наши млади роми на кои што само треба да им се даде можност. За да им се даде можност, значи треба пред се да се види и сите други представници на институции и самата власт да види дека ромите се тука, дека ромите можат и дека ромите имат капацитет. Значи, тоа значи дека треба да им се даде можност. Ако досега не им се даде можност е да се даде на самите ние. Работникот никогаш не бил повеќе споменуван од така наречените големи, а богами мали партии, како доказ дека нашите проблеми се користат само кога се избори и кога ќе завршат, работникот повторно ќе остане со прстот во уста. Проверени се нивните лаги и ако и сега не прелажат, ја заслужуваме мизеријата во која сме и во која ќе останеме. Затоа да гласаме за бројот 17, да гласаме за себе, да гласаме за Работничка партија.
ќе бидете или ќе станете членка некоја си некогаш или некакви преговори за некоја предкандидатура, како што викаат за кандидатура за членство во ЕУ. Со таа во тој контекст, значи и преспанскиот договор, иако тој е според мене невалиден за тоа што јас како што знам од грчка страна не е потпишан, а и втор услов е он може да стапи во сила кога ќе дојдат на ред пристапните преговори за членство во ЕУ. До сега гледаме со таа надворешна политика што ни ја сервираат нашиве власти и другиот дел од политичката фела и елита, дека ние фактички во тој дел неаме иднина.